Името го сменивме. Григор Приличев од македонски писател стана македонско-бугарски. Неголемиот револуционер Делчев намаса за да се одлучува дали бил бугарин, а датум за почеток на преговори се уште нема. Се откажавме дури од македонското малцинство во Бугарија, ама сепак, уште сме во чекалницата за Унијата. Подпишувањето на договорите со соседните Грција и Бугарија, според владата, требаше да ни овозможи чист пат кон Европската Унија. Но 3,5 години подоцна се чини како многу да изгубивме, а речи се ништо и да не добивме. Дали владата имаше слаба или пак тотално промашена стратегија? Дел од аналитичарите се погласни, велат, џабе го сменивме името, кога сега Бугарија не кочи. Се направи катастрофална грешка и се отвори Пандорината кутија. Грците понатаму не нарекуваат Скопје, а овде се брусат шахти, се преименуваат институции и папагалски се повторува новото име. Сега станавме северномакедонци и јазикот не стана северномакедонски, а во ЕУ не влеговме. Бугарија нормално си чекаше за даголот. Сега кој ќе сноси одговорност за овој страшен пораз? Дали Уставниот суд ќе најде сили да ја поништи одлуката за промена на името? И граѓаните разочарани. Велат, пребрзо влеговме во авантурата за промена на името, без да имаме стратегија. Што ако некој друг не блокира, како сега Бугарија? Велат, навеќе ги боли, што полека ги губиме националните темели. Како да не боли уши кога го смени, а не ова се значи дека вака ќе биде. Ја и со пријател што сум викам чекам кога ќе дојдеме со бугарите, тогаш ќе видиме докаде ни е. Ми е криво. Како може оној баш како тоа и така, ама ако не крсти Македонија не е на македонците, него на етникумите, Господе, чувај. Ние сме вечето Македонија сега, што го сменивме името, не само мене, него цел народ македонски. И пак не влеговме во Европска Унија? И пак. Не требаше да се смени името. Воопшто не треба да се смени името. Ме боли како не ме боли. Сите ги боли. Што сметате дека требаше да се направи да го менувам името толку рано или подоцна? Што да кажа? Може би треба се да почекаме, ама тоа е. Македонските институции дури и пред време почнаа да реализираат дел од договорите со Грција и Бугарија. Иако дел од точките требаше да се имплементираат откако ќе ги започнеме преговорите и ќе ги отвориме поглавијата каде се потребни измени.